Од август месец МОСТ излезе со полиси бриф, кој што во областа на изборите беше појдовна точка во преговорите помеѓу партиите. 21 препорака од тој полиси бриф се инкорпорирани во моменталното законско решение. Прв пат го кажуваме ова на овој начин. Нема да должам многу околу тоа што направивме во периодов наназад. Меѓутоа, ќе цитирам 3 члена од изборниот законник заради една единствена цела, тоа е јавноста да има увид во сите аргументи кои што се поврзани со моментот на прочистување на избирачкиот список. Имено вчера Државната изборна комисија искочи со соопштение во кое што се уште констатираме, зборам за официјален податок сега, дека се уште се работи на прочистување, односно валидизација, нормализација и стандардизација на податоците од различните бази на податоци кои што се добиени од различните институции, што е супер. Значи, дојдено е до некаде, веќе се унифицираат базите за да може да бидат операбилни за тие така наречени вкрстени проверки. Само колку уште еден момент да знаат и учесниците тука, станува збор за над 100 бази на податоци со над 1 милион, минимум над 1 милион дата сетови, односно досиеа за секој граѓанин, со различни варијабли. Значи, правиме муавет за огромно количество на податоци кои што треба да се стават во една линија, за да може да се вкрстуваат. Нема да должам многу. 5 март, па и да биде некој ден подоцна, ќе биде денот кога граѓаните, согласно член 49 од изборниот законник, имаат право да појдат во подрачните единици на Министерството, односно на Државната изборна комисија сега, или да отидат на интернет страницата избирачки список gov.mk, а ги повикуваме меѓу другото да го направат тоа, и да ги проверат своите податоци. Па доколку не се како што треба, да отидат и истото тоа да го поправат. Со барање до подрачната единица или така наречените местни канцеларии, кои што за потребите на јавниот увид Државната изборна комисија ги отвара во секоја општина, бидејќи во оваа фаза имаат некаде 29 или 30 да речам локални канцеларии, а тие местни канцеларии се отвараат во општините кај што ги нема. Сега, се е тоа добро до оној момент додека не дојдеме до членот 50 од изборниот законник. Во членот 50 децидно е наведено кој може да влијае на содржината на избирачкиот список во периодот на јавен увид. Тоа се политичките партии под А и под Б граѓаните. Никаде не пишува дека институција како Министерство за внатрешни работи, самата Државна изборна комисија од самата себе може да го направи тоа. Нека се побара толкување од матична комисија у собрание, па на крајот и нека го сменат законот ако мислат дека ова може да се направи. Меѓутоа, тоа што е клучно во оваа фаза е моменталното решение вели на денот до денот на ставање на увид на избирачкиот список на граѓаните, институциите може да интервенираат самите од себе, а потоа граѓаните може да ги тераат институциите да интервенираат на база на јавен увид и на сите други работи. Со други зборови, членот 50 и членот 49 експлицитно го наведуваат тоа. И нема да навлагаме во правна дебата. И до сега институциите ниту биле во можност да го менуваат избирачкиот список во овој период, нити го правеле тоа. Ако има нешто ново што мораме да го направиме, тоа сепак треба да си го договорат политичките партии на крајот, а ние само кажуваме како било и како е решено во законот. Друга работа, од аспект на имплементација, зборам се. 14 години го правиме ова и знаеме дека работите и не функционираат така ефикасно и по сите планови кои што се поставени. Друга работа е што избирачкиот список, кога ќе почне да се укрстуваат податоците, во оваа фаза не знаеме колкава ќе биде количината на гласачи кои што, еве да речеме, ќе им бидат сумничави на, како се вика, членовите на Државната изборна комисија. Таму имаме членови кои што доаѓаат од политичките партии, вкупно се 6 и 3 експерти.
И ќе се повикам сега на членот 31 став 2 точка 28ѓ од изборниот законник, каде што е експлицитно наведено дека секој член на ДИК заради утврдување на недоследности во податоците на избирачкиот список и проверка на неговата веродостојност има право да побара од ДИК да ја овласти правната служба да изврши увид во евиденцијата на МВР за издавање на биометриски исправи, како и во базите на податоци и евиденции на граѓани на други државни органи и институции во постапката утврдена со законски, односно подзаконски акт и во рок од 5 дена да се врати назад со писмен извештај за наодите од таа инспекција на службените белешки. Секој член на ДИК. Што значи тоа? Тоа значи дека од аспект на имплементација, ова се мора да се случи пред теренската проверка. Ова треба да се случува на база на резултатите од вкрстените проверки што ќе ги прават трите тима независно еден од друг во рамките на оваа операција. Па ние може да имаме 10.000 барања од страна на членовите на Државната изборна комисија за да се проверат службените белешки за секој од, да речеме, тие 10.000 гласачи. Може ќе бидат 100, може ќе бидат 500, ама во оваа фаза тој обем никој не може да го предпостави. И затоа МОСТ нема да шпекулира, нити па ќе влага во дебата дали може за 14, дали може за 20, дали може за 25 дена. Ова е фактичката состојба. Што правиме ако се многу? А знаеме што ќе правиме ако се малку. Меѓутоа е опасно да тргаме со презумпција дека се малку. И трето и конечно. Ако не се спроведе ова операција како што треба, и ако членовите на Државната изборна комисија не бидат 100% сигурни во квалитетот на избирачкиот список, на база на искуството кое што пред некое време го видовме, а тоа е покренување на кривични пријави против членови на ДИК, на минати состави на Државната изборна комисија, јас искрено не верувам дека било кој од членовите ќе си дозволи да се сретне со нешто такво во иднина, доколку не е 100% сигурен дека квалитетот на избирачкиот список е производ на една методологија која што ќе се спроведе без притисоци, без брзање и без, кога велам притисоци, е притисок од време. Затоа, апелирам уште еднаш до сите политички партии да ја согледаат ситуацијава како што треба, да бидат реални и објективни и да ја поддржат Државната изборна комисија да си ја заврши работата како што треба.